Во високо развиените земји во светот соодветно се собира и рециклира отпадот. Едукацијата за селектирање и собирање на отпад започнува од најрана возраст. Преку проекти и работилници најмладите секојдневно учат како да ја зачуваат средината во која живеат. Огромна помош и поддршка добиваат од Суниленс, кои се грижат за квалитетниот начин на живот. Каква е ситуацијата кај нас? Собираме ли отпадно масло како високо развиените европски земји? Граѓаните континуирано се вклучуваат во акцијата Рециклирај и донирај и системот на собирање на отпадно масло. Например, минатата година собравме околу 3 тони отпадно масло од граѓаните, а веќе во месеците јануари и февруари имаме најголеми покачувања во споредба со минатите години, па така во февруари се собра над 330 килограми. Исто така овие граѓани ја користат и екосоцијалната платформа која овој систем ја нуди преку Рециклирај и донирај и ја користат и можноста да донираат сончогледово масло до бездомни семејства преку Сдруженијето Љубезност. Вкупно досега делот собирачите кои се вклучени во овој систем имаат донирано над 330 литри на сончогледово масло. Па така во тој поглед се користи значи и еколошкиот аспект, меѓутоа и социјалниот аспект кој го нудиме преку овој систем. Во оваа кампања ги вклучивте и најмладите, односно дечињата од скопските градинки, меѓутоа веќе се вклучуваат и училиштата. Така е, секако планираме да ја прошириме оваа едукативна програма и надвор од Скопје, бидејќи едукацијата е најважна од мали нозе, посебно за справувањето со отпадот, но и за креирање на една одговорност кај најмладите, како да се однесуваат кога ќе пораснат во поглед на заштитата на околината и секако да можеме како општество да го искористиме тој отпад како суровина за рециклирање и за добивање на други производи кои му користат на општеството. Проектот Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло, кој го спроведуваме со ОХО, одлично се одвива. Оваа година го проширивме во 11 градинки во 4 општини и децата одлично реагираат на работилниците, континуирано објавуваме и на нашите социјални мрежи како се одвиваат работилниците, како воспитувачките исто така наоѓаат и креативен начин да ја пренесат оваа тема на децата, да им објаснат што е отпадното масло, како тоа треба да се собира и како понатаму се рециклира, не ја загадува природата и придонесува во општеството. Се вклучуваат и други училишта, значи во овој проект, каде што држиме презентации, ги едуцираме учениците, професорите и сите инволвирани во училиштето. Така, например, направивме презентација и во училиштето Нова и со нив започнуваме некоја соработка минатата година и со Јаха Кемал и со други училишта, а веќе ја интензивираме соработката и со општините, како например со општина Центар, за да може заеднички сите да придонесеме преку едукација на најмладите и сите видови и сите возрастни генерации за да се вклучат во системот. Ова се кантичките кои што всушност ги делите на сите оние кои што сакаат да собираат отпадно масло? Да, значи процесот на собирање е едноставен, ние ја доставуваме кантичката, све што треба собирачот да направи е само да го става маслото, кога и да го создава отпадното масло во оваа кантичка и кога ќе ја собере да ни се јави. И на кантичката има и контакт броеви на самата налепница, и потоа наш тим доаѓа, ја подига кантичката, доставува нова и чиста за да има континуиран процес на собирање и на одржување на тие еколошки навики. Кој собира повеќе отпадно масло, угостителските објекти или пак домаќинствата? Сега за сега се уште угостителските објекти. Например, во 2018 година од угостителската индустрија собравме над 650 тони отпадно масло, што е значителна бројка, или во килограми 650.000 килограми. А доколку знаеме, ако 1 кило масло загадува, може многу да загади, посебно чистата вода или почвата, тогаш значи дека тоа е голем успех за нас и се надеваме да ги зголемуваме и тие количини и се надеваме секако преку ширење на системот за домакинства дека ќе дојдеме до слични количини во брзо време и од домакинствата. Имавте една интересна објава на социјалните мрежи, односно на вашиот официјален Facebook профил, која што вели дека Јапонија е чиста земја. Може ли да учиме, односно да ја земеме како пример тука кај нас? Така е, секако. Ние ги следиме тие примери, бидејќи сакаме да поттикнеме во генералната едукација за сите видови отпад, не само за отпадното масло, иако тоа е нашиот фокус, бидејќи тоа е нашиот бизнис модел. Јапонија е чиста земја не само поради системи за управување со отпад, туку и бидејќи населението има висока еколошка свест
самосвест да ја наречеме, за да не остава отпад позади себе. И тоа е можеби најважниот дел што треба да ги научиме и најмладите и самите ние да ги практикуваме, дека треба да бидеме одговорни за нашите постапки и дека регенеративната моќ на природата е ограничена и веќе со нашиот начин на живот ја надминавме таа граница и сега треба да се справуваме со отпадот на секаков начин. Ако го постои систем за рециклирање, тоа е одлично решение, бидејќи тука е инволвиран и бизнис секторот, секако и државата и невладините организации. Можам уште еден пример да дадам на Јапонија, тоа е Шведска, каде што таму веќе 100% од отпадот се собира, селектира и рециклира, и оваа држава, бидејќи има и енергетски решенија за отпадот, дури сега и увезува отпад. Но на сето тоа претходи нивна долгогодишна едукација на населението и инвестирање на многу средства во самиот тој процес, бидејќи тоа не се случува преку ноќ. Се надевам дека и ние ќе допринесеме еве како компанија, но и општеството заедно ќе се сплоти во повеќе сегменти за да се решат сите видови на отпад. Сите тие активности за зачувување на животната средина ги правиме поради нас, пред се, поради општеството и поради нашата фамилија, нашите деца и сите други идни генерации. Така да би рекол секој да трне од себе и малце да размислуваме пред да ги правиме постапките. Значи пред да се фрли нешто или да не се згрижи како што треба, да се запрашаме зашто го правиме тоа и можеби на тој начин пополека ќе креираме навики за да тоа не биде така, а тоа е многу лесно и едноставно и секако да се прави притисок за да се создадат системи функционални. Значи и едукацијата и да знаеме каде треба да го одлагаме отпадот, но и да се информираме дека тој отпад ќе се згрижи како што треба и во тој систем кој што постои. Еко-хуманитарниот проект Рециклирај и донирај, заедно со проектот Учиме за собирање и рециклирање на отпадно масло, продолжуваат и во наредниот период. Чиста животна средина. Пример за идните генерации.